Јас кратко само би спомнала генерално за сите амандмани предложени од моја страна, како представник на граѓаните од Источна Македонија, Свети Николе, Лозово, Карбинци, општините, од она што го следам, а денеска е последен ден, ниту еден амандман не е прифатен, што ќе каже дека оваа влада, тоа многу често пати во дискусии на буџет сум го кажала, дека за оваа влада Источна Македонија не постои. На мапата на интереси за инвестиции Источна Македонија не постои. За оваа влада, па и за предходната, која што ја водеше Зоран Заев, Источна Македонија постои само за избори. Кога ќе им требаат гласови. И им ветуваат на земјоделците, на сите целни групи, дека ќе биде, ќе дојде живот. Ништо не се прифати. Буквално ништо. И сега ние бараме фекални канализации. Видите, во Источна Македонија имате села, па и цели општини, во кои што основните, елементарните животни потреби во 21 век ги нема. И сега ќе стане некој тука ќе ми каже па зашо се градоначалниците, и тоа ќе ви го одговорам, што се од централната власт не се прави за да бидат неуспешни, но како и да е, на крајот на денот се сведува на тоа дека немањето на основни услови за живот на граѓаните во мојата општина Свети Николе, амандмани имам поднесено за Лозово, исто така ги одбивте, амандмани имам поднесено за општина Карбинци, исто така ги одбивте, и што треба да кажат тие граѓани во сите овие три општини? И генерално во Источна Македонија сте прифатиле, колку што разбрав, еден амандман за Штип, река Отиња. Ако грешам, ме поправете ме. И што треба граѓаните од Источна Македонија да очекуваат од оваа влада? Појавете се, еве, на избори, ајде, ќе одиме на избори, па да видиме и да го видите нивното мислење за вас. Терминот шајка не заковавте е вистина. Значи, ништо немате направено во Источна Македонија, па еве, одбивате и вакви амандмани кои што се суштинска потреба за секојдневието на граѓаните во Источна Македонија, во Свети Николе, во село Кјоселери, во Карбинци, во Лозово. И после се чудиме зошто иселувањето е толку многу големо, и допрва ќе биде големо, само што знаете, нема веќе кој да ги изнесува чевлите, оние кои што беа борците за правда и сценаристите, ги ухлебивте у влада и нема више чевли кој да изнесува. Нема. Сега се им е фино, се им е розево, ухлебени се, најадени се сите НВО, нема појма тие што изнаса чевли пред влада, кај е ова место. Појма нема. И зошто им треба канализација? Не, они се у влада, убаво им е. И тоа у таа ружна ви е владата. У таа влада се, у таа зграда се. Ама не им е ружна сега. Со кран не можеш да ги дигнеш сега од глас. Ама народот ќе ве дигне. Благодарам, тоа е.